современи театарски осврти им е насушно потребна на македонската културна јавност, на македонската книжевна наука, на македонскиот театар и театрологијата, на македонските читатели и љубители на театарот и на уметноста воопшто. Видлив е недостатокот на книги со критички осврти во сите уметности, и во книжевноста, и во ликовната, а секако и во театарот како мултимедијална уметност. Во време кога постои солидна продукција на театрите и солидна продукција на театарски представи, недозволиво е тие да поминуваат игнорирани и неартикулирани низ критичка рефлексија. Самостојно и за себе си подолго време, официјално првиот театарски осврт го напиша од 2001 година. И од 2001 година натаму се содржани мои текстови во книгава што денеска промовирам. Секако дека во книгата нема текстови, ниту сум напишал текстови за сите представи што сум ги изгледал. Одбрав да напишам текстови за представи што ме испровоцирале или ми дале материјал за да напишам текст. Често велам дека потешко е да напишеш лош осврт, зашто многу потешко е да те испровоцира и инспирира лоша представа од добра представа. Ова го споменувам за да исто така се надобрзам дека не се објавени само позитивни рецензии или осврти. Мислам дека ова прашање не сме само на театарот, туку целосно на уметноста во Македонија. Во случајот зборуваме за театарот, кој што и тој како и сите сродни уметности веќе живее во некоја атмосфера во која наводно секому се допаѓа, секој секому се допаѓа и мислам дека не е проблемот тука дали ќе настануваат негативни рецензии, односно рецензии кои ќе најдуваат некои негативни аспекти во создавањето на театарот кој што се поретко е функционален, е ваден од контекст кога се поставува на сцената многу често. Толку поголем проблем е приемот на таквите осврти на тие што ги создаваат тие театарски представи или продукции, зашто многу често се случува да немаат ниту желба да чујат, ниту желба да обрнат внимание, ниту пак да го вреднуваат различното мислење на некој друг. А различното мислење мислам дека само ја подобрува и взаимната комуникација и крајниот производ во случајот театарска представа. За жал, тековно ниту го има местото што го заслужува, а причини за тоа има многу и мислам дека тоа е веќе сосема друг тип на разговор, зашто театарот го изгубил своето место кое што го заслужува, зашто виновници или чинители има на сите страни, но секако тука клучна улога имаат самите уметници, како тие постапуваат кон театарот со материјата што ја представуваат и на кој начин функционираат во заедницата која што ја представуваат. И мислам дека многу често погрешно постапуваат или престанале да бидат дел од заедницата. Или ако не ја познаваш доволно заедницата за која што создаваш, тогаш немаш ни доволно аргументи, способност и знаење да поставиш на сцена нешто што би сметале дека е коментар на тоа што ни се случува како друштво или како држава. Се помалку во Македонија за жал има продукции кои што се пркосни и тргави. Мислам дека на сите, дури на тој што ја напишал, зашто секогаш кога ги читаш своите текстови, исто добиваш и некоја различна мислење, идеја, се прекоруваш себе си, некогаш се фалиш себе си. Значи, учи тој што ја создал, ги учи тие што ги читаат текстовите, но доколку ги читаат текстовите како некој код, а не како текст објавено во некое списание кој треба да се преведе.
рецензијата, освртот, критиката има свој код, свој јазик и треба со внимание да му се посветиш и тогаш сигурно можеш од него да научиш. Добро ти е прашањето. Тоа многу се менуваше низ овие 3-4 години од кога почнав да пишувам. Од моментот кога беше објавен првиот текст кој што предизвика многу негативно влијание кај театарчиите и глумците, претпоставам поради неочекуваноста од мојот искрен и критички пристап и темелноста веројатно на некои мои познавања кои што може би ги начека неподготвени. А секој театар, како секое семејство или фирма, има собствена некоја култура на заедницата и тоа веруваме многу се разликува од театар во театар. Така да имаш театри кои што секогаш ги споделуваат освртите и некој од актерите, режисерот, многу често раководителот на театарот ќе ми напише со благодарност за вниманието. Тоа е многу важно да нагласим, дека тука е важно вниманието, дека некој посветил време, знаење и желба да напише текст од 7-8 страни за тоа што си го создал. Првенствено се заблагодарува за вниманието. Морам најискрено да кажам и да споделам дека најчесто ме контактираат, ми се заблагодаруваат или ги споделуваат текстовите, дури дискутираат со мене. Албански театар, велешки театар, многу често најмногу дискутира со мене со моите текстови матичниот театар. Но ме радува тоа дека текстовите најдуваат веќе широка публика, дека знам дека студентите на ФУДУ ги читаат, си ги најдуваат полека своето место и својата публика.